Драги слушатели, добре дојдовте во ЕСИ Спорт. У просториите на Националниот сојуз на слепи се одржа традиционален турнир во чест на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје со гости од Србија и Бугарија. Се одвиваше во најдобар ред, во спортски дух и организација. Гостите беа презадоволни од организацијата и нивото на безбедност и протоколи. Кај мажите прво место освои Костадиновски Зоран, додека кај жените првото место го освои Касовска Јованка. Повеќе за турнирот во неделното издание на Шах со Љубиша Андоновски. Елмос пред Роналдо, Погба, Модрик. 11 најдобар играч во овие квалификации. Нашиот македонски дијамант, Елиф Елмос, се најде на 11-тото место според настапите за Македонија во овие мундијалски квалификации, додека за Македонија историски, откако вчера беше визиран бажарот за светското првенство до година во Катар. Рекорден 7 пат Ѓоковиќ крунисан во Торино. Новак Ѓоковиќ не престанува да руши рекорди. Тој по 7 пат во својата кариера го подигна пехарот наменет за најдобар тенисер на крајот на годината. Тој ја заврши годината на врвот на АТП листата по рекорден 7 пат, со тоа го надмина настапот на својот идол Пит Сампрас. Имав 4 или 5 години кога Сампрас за прв пат играше на Вимблдон. Побарав рекет и веднаш се заљуби во тенисот. Да бидам свесен дека сега го држам рекордот и дека сум пред Пит, тоа е неверојатно, додаде Новак. Циндрик се врати на терен и заигра после 2 месеца. Поранешниот ракометар на Металург и Вардар, сега член на тимот на Барселона, Лука Циндрик се врати на теренот. После 2 месеца пауза, конечно одигра надпревар така што се стави на располагање на Ортега на време за новите предизвици во Лигата на шампионите. Циндрик се најде на теренот на средбата против Морацо, но не постигна гол во победата 33:26 во Асобал лигата. Луис Хамилтон казнет по сензационалната победа во Бразил. Луис Хамилтон, возачот на Формула 1, имаше доста тежок викенд зад себе, но истиот го заврши на најдобар може начин. Победа на Интерлагос. Хамилтон стартуваше од 10-та позиција, но на крајот успеа да триумфира благодарение на подготвениот болид на Мерцедес и дојде до својата 101-ва победа во кариерата. Тој зад себе го имаше најтешкиот викенд во кариерата, бидејќи бил дисквалификуван од квалификациите и казнет со 5 места на задување поради промена на делови од моторот. Кога говориме за Македонија, Благој Емилевски исто како и претходно нема да може да смета на тројци играчи за врска. Бобан Николов, Раки, Падеми се повредени, а нивната позиција ја покрива Стефан Спировски. Добра вест е што во стартниот тим се враќа капитенот Стефан Ристовски, кој го пропушти претходниот дуел поради жолти картони, и на таа позиција го завземе Стефан Ашковски, кој имаше одличен меч како десен бек, иако не е тоа негова природна позиција. Фудбалските репрезентации на Хрватска и Русија ќе се борат во директна пресметка за првото место за пласман на мундијалот во Катар. Престојниот викенд на програмата е вечното дерби, прв судир на Црвена звезда и Партизан оваа сезона. Многувина желно го исчекуваат да видат како ќе мине и кој ќе заврши првиот дел од сезоната на подобар начин. Домаќин ќе биде Звезда во салата Александар Николик, така што од таа страна ќе добие ветер во грбот, што во вакви судири секако не е мал адут. Партизан влегува во дербито како единствен непоразен тим на Јадранот со сите 7 победи во 7 кола. Црвена звезда е веднаш за црно-белите со скор 6:1, така што суштински се предвидува дека белградските екипи ќе бидат главни конкуренти за титулата оваа сезона. Партизан досека беше шутерски порасположен, па за 3% беше подобар за 2 поени и 4% за 3 поени. Кога е во прашање шутот, Звезда има предност во слободни фрлања.
Партизан, гледајќи ги бројките покрај подобриот процент на шут, би требало да има предности во дефанзивата. Црно-белите примаат само 61,7 поени по меч, додека Звезда 67,43. Црвено-белите подобро играат под свој обрч и дозволуваат 6,7 офанзивни скокови, додека Партизан има место за напредок во бројката од 10,57 дозволени топки за ривалот под свој обрч. Со оглед на тоа што дербито е во прашање и едни и другите дефанзивно се добро расположени, може би треба да се разгледа игра на помал број поени. Таква игра сакаат да видат и Желко Обрадовиќ, а особено и Дејан Радониќ.